Za samo 2 godine rakotna dojka vo Sveti Nikole se zgolemil dvojno. Lani ovde imalo 20 slučajina rakna dojka, ist broj zaboleni ženi ima i vo Kavadarci, iako je dvojno pogolem od Sveti Nikole. Vo drugi te centri od ovoj region Veles, Negotinu i Gevgelija vkupno ima registrirano samo 10 novi slučaji. Prosekotna nivona Makedonija je deka na sekoj 10.000 žitelji vo zemljava od rakna dojka zaboluvaat po 5,7 ženi. Vo Sveti Nikole na 10.000 žitelji zaboluvaat po 11 ženi, što je dvojno poveke od državni od prosek. Zašto boleste od makineta vo Sveti Nikole so točnost ne može da kaže nikoj, no ova prašanje ramenjata podednakvog i grčat i lekarite i građanite. Не знам која е причината и ја тоа знам дека некои велат водата, некои зрачење, не знам, а причината не ја знаеме. Pojavata na rak teško može da se prevenira, no smrtnosta može da se namali so navremeno otkrivanje na bolesta. Za to se potrebni redovni kontroli. Имаме во градов мамограф, имаме ехо, значи не мора да патува една страна доколку се е во ред. Еден преглед може да значи многу. Ако навреме се открие, шансите жената да си го продолжи нормално животот понатака се многу големи. Јас апелирам сите жени, интелектуалките пред се, али и сите други жени, да работат на тоа, на тие околу нив да им кажуваат дека треба да одат на преглед на мамографија и на ехо. Поготово жените после 40-та година обавезно, ама не ги исклучувам и младите, поготово ако во семејната историја имале тетка, мајка болна од рак на дојка. Во отсутство на официјални податоци за причинителите на ракот на дојка во Свети Николе, многуми на прстот на вината го вперуваат во водата за пиење, но досега од ниту една надлежна институција нема ниту потврда, ниту демант на ваквите сомнежи. За дојка на гради баш не одим, иначе ние како за срце одиме повише на ехото. Немам многу време за да се посветам на здравието, ама сега како минат годините повеќе, би требало почесто да одам. Но токму ова до жените тешко допира, па бројот на оние кои одат на превентивни контроли е многу мал.